Анита, по промоцијата на првиот камп на Кирил Лазаров, првиот ефект е постигнат, огромен е интересот, заклучена е бројката, веќе започна и тестирањата на идните ракометари. Еве, вие како партнер на кампот, како сте задоволни, како оди овој дел од подготовката и колку подготвени ќе го дочекаме кампот во јуни? Јас сум сигурна дека сите работи ќе ги завршиме најдобро, што се однесува до нашата обврска како специјална болница по хируршки болести Филип II. Од сите оние 120 деца кои што официјално ги имаме како бројка, кои што се веќе пријавени во кампот, ние сме завршиле со прегледите, па можеби некаде повеќе од половина. Останува уште тој другиот дел, кој што ќе биде завршен некаде по 1 јуни, кога ќе се комплетираат списоците. Од она што досега е утврдено, може да кажеме дека имаме супер здрави дечиња. Тоа утврдување го правиме преку оние анализи кои што се случуваат во поликлиниката овдека во Битола, каде што сме сега, во поликлиниката во Струмица и секако во нашата болница во Скопје. Во зависност од географската положба на градовите, децата кои што се нивни родни места, таму ги носиме. До сега е во овој втор ден како што сме веќе во Битола, во Струмица бевме еднаш и останатите прегледи ги правиме во Скопје. До сега се прегледани децата кои што живеат дел од скопјанчињата, потоа имаме дел од Велес, од Кавадарци, од Прилеп, од Битола, Струмица, Свети Николе помина наред, исто така децата од Охрид, од Струга, кои што се денеска овдека на преглед. И во однос на прегледите можам да кажам дека по иницијатива на академик доктор Жан Митрев, како што веќе знаете, тој инсистираше да се направат сите оние најпотребни прегледи, буквално прегледи кои што се прават на професионалните спортисти, бидејќи децата иако се секојдневно активни според оние податоци кои што ги добиваме од нив, ова ќе биде еден дополнителен напор, бидејќи нели кампот ќе трае 7 дена активност и токму поради тоа се прават контроли кои што укажуваат за нивната кондициона и здравствена способност. Секое дете си го зимаме буквално од дома или се договараме во одреден град на едно место, по прегледите ги враќаме повторно дома и како што кажав, овој круг го затвораме денеска со овие деца, а веќе од 1 јуни остануваат оние, мислам дека уште некаде околу 50 дечиња на број. Доктор, огромен е интересот за првиот камп на нашиот најдобар ракометар Кирил Лазаров. Веќе се во завршна фаза и тестирањата на идните ракометари. Еве зборува во каква здравствена состојба се тие и што можеме да очекуваме од нашата ракометна младина, од нашата иднина? Па досега сите кандидати кои што практично нели се членови на овој ракометен камп ги помина прегледите успешно. Сите се во добра здравствена состојба, нели правиме проценка на анатомската и функционална состојба на срцето и крвните садови или кардиоваскуларниот систем. Како што веќе кажав, досегашните испитувања покажаа дека кандидатите се во добра состојба и се физички кондиционо добро подготвени со оглед на тоа да покрај ехокардиографскиот преглед правим исто така и коронарен стрес тест и секако дека ветуваат доста во однос на она што ќе го постигнат, се разбира, со макотрпна работа и тренирање.